и пратеници, почитуван председателя, почитувана македонска јавност. Најпрвин би сакала да направам една ретроспектива на начинот на кој што се носи законот, кој што е денес на дневен ред на Комисијата за европски прашања. Тоа е предлог на закон за изменување и дополнување на законот за минерални суровини. Овој закон е поднесен во собранието со европско знаменце и истиот беше разгледан на една претходна комисија на која што имаше одредена дискусија од страна на пратеници и од власта и од опозицијата. Меѓутоа, после одредена дискусија, заедно се договоривме дека за овој вака битен закон е потребно да има една јавна расправа на која што ќе се отворат сите клучни прашања кои што се уредуваат со овој ваков закон и преку таа јавна расправа всушност ќе биде вклучена и целата експертска јавност и целиот невладин сектор кој што ќе може да продискутира во врска со измените кои што се предвидуваат и во исто време со стручни лица кои што се во Министерството за економија ќе може да ги усогласат ставовите и конечно да биде донесено едно квалитетно законско решение кое што ќе биде применливо и во исто време ќе има подолго траен рок на траење, бидејќи сведоци сме дека во нашата држава често во брзањето, токму во злоупотребата на овие постапки кои што се прават во собранието се носат избрзани закони за кои што не се дебатира и дискутира и закони кои што понатаму имаат своји недостатоци и се рефлектираат врз случувањата од областа која што ја уредуваат. Во овој случај, значи, станува збор за закон кој што е за минералните суровини, а кој што сите сме сведоци дека има огромно значење за зелената агенда на Република Македонија, за која што, еве сега би рекла, за жал, премногу се зборуваше во Република Македонија, меѓутоа многу малку се прави од целата таа зелена агенда. Значи, сократно, овој договор тогашен, имено на 20 септември 2021 година, значи на една комисија беше разгледан овој закон кој што беше тогаш во прво читање по дискусијата, слична како дебатата денес, беше договорено дека по пратениците Моника Зајкова и Антонио Милошевски, а понатаму и професорката Гордана Силјановска-Давкова, се усогласени ставовите помеѓу власта и помеѓу опозицијата да се организира една јавна расправа. Дури стои дека предлогот на двајцата пратеници беше поздравен и беше договорено да овој закон оди по понатамошно читање, меѓутоа помеѓу двете комисии да се организира јавна расправа. Сега јас ова го зборувам за целата македонска јавност да може да биде информирана во случувањата кои што се во тек на денешниот ден. После ваквиот договор, наеднаш, во текот на вчерашниот ден, беше закажана Комисијата за европски прашања. Тоа не само една комисија, внимавајте, беа закажани 3 комисии, 3 седници на оваа комисија, со преку 15 битни закони за сите нас. Значи, овие закони се од најразлични области, меѓутоа прв на дневен ред беше ставен овој закон. Бидејќи нашата пратеничка група соработуваше со повеќе невладини организации и подолго време разгледуваше измени, беа поднесени 36 амандмани во соработка со ОДВА и со други
неправни организации кои што се во врска со заштита на животната средина и истите беа во текот на вчерашниот, за вчерашниот ден, значи во текот на неделата беа изработени и поднесени до Собранието на Република Македонија и истите бевме со надеж дека еве ќе веројатно сакаат да ги некој да ги разгледа овие амандмани и да се произнесе во врска со истите. Морам да напоменам дека не е можно ниту еден вундеркинд да тек на еден ден разгледа 36 амандмани и во врска со истите се произнесе, односно заземе свој став. И затоа бевме сведоци денес дека се даваа кратки паузи во текот на комисијата, се усогласуваа ставови, се викаше меѓусебно помеѓу колегите од владеачкото мнозинство дека овие се многу квалитетни амандмани и дека истите апелираат да бидат прифатени и дека истите сметаат дека треба да бидат прифатени. Меѓутоа, очигледно, председателот на комисијата и представниците на владата од Министерството за економија се ставени под една многу тешка задача, се ставени под опасен притисок, без да има одредена дебата во врска со овој ваков закон, истиот итно биде донесен. Морам да нагласам за целата македонска јавност дека овој закон и секој закон кој што е поднесен во собраниска процедура со европско знаменце, за истиот колку и амандмани да има поднесено, се расправа 3 дена. И сега јас би сакала на крајот моето излагање да го прашам господинот Арбер Адеми зошто е толку итно и битно овој закон да биде донесен во рок на еден ден, да останеме ние во текот на ноќните часови, да разгледуваме амандмани, кога веќе и нашата концентрација паѓа, од друга страна гледаме дека и вашата концентрација паѓа, додуша ние дебатираме и изборуваме, додека претениците од страна на власта мудро си молчат, бидејќи што е честно е да кажеме многу тешко дека некој во еден ден ќе може да ги прочита и да ги види сите овие амандмани и да изгради свој собствен став во врска со нив. Јас верувам дека овој вака голем закон дури не можете да ги најдете амандманите, не можете да ги најдете членовите кои што треба да се изменат во врска со амандманите кои што се поднесени. Впрочем, овој закон има повеќе измени. И ова е направено една народски речено чорба каша, значи ова има измени, повеќе измени. И додека да ги најдете членовите кои што се менуваат со овие амандмани е навистина тешко. Нечитливо, едноставно неразбирливо. И сега вие сте ставени во ситуација, господине Арбер Адеми, да работите до ноќните часови, до доцните ноќни часови, да правите Арбер Late Night Show, за да може сите тука да седиме до доцна и за да биде испорачан некој закон кој што мора итно од утре да стапи во сила. Јас не ја гледам потребата за ваквото брзање и ваквото силување на демократијата. Значи, нашите деловнички права се дека ние имаме право да дебатираме и дискутираме. Ние почнавме многу искрено, честно. Почнавме искрено и честно да ги читаме амандманите, да излегуваме со собствените ставови, меѓутоа видовме дека освен да, не, одредени други забелешки, многу тешко добивме. Многу тешко добивме. Ќе апелирам дека ниту еден закон не смее да биде донесен на брзина во собранието. За закон за кој што се договоривме дека ќе има јавна расправа, да кажувате дека всушност не се гласало, бидејќи не била ставен овој предлог на гласање на претходната комисија, е навистина несериозно, бидејќи сме ние сите тука пратеници и знаеме што зависи од председателот на комисијата, што не зависи од председателот на комисијата. Јас очекував дека денес ќе имаме одредена конструктивна дебата, дека денес ќе разговараме во врска со одредени амандмани и нормално, ако е влезена процедурата, ќе имаме 3 дена дебата, ќе дојдеме и одморени и наспиени, а не знаејќи дека денес сме
од 9 часот изутрина, сега е во моментот 9 часот вечерта и се уште ние зборуваме за амандманите поднесени со законот за минерални суровини, измените на законот на минерални суровини. Не знам кој е вашиот став, до кога планирате да терате, нема проблем. Ние ќе продолжиме да ја информираме македонската јавност и да го читаме законот кој што сте решиле да го донесете, бидејќи мислиме дека ова е единствениот начин да алармираме и да кажеме на македонската јавност што е тоа што толку бргу и веднаш мора да биде донесено во собранието на Република Македонија. Ви благодарам.